кажав јас дека 10 часа се малку да се објаснат криминалите, аферите кои ги прави власта, која вие ја поддржувате. Знаете како? Зборувавте за визија. Која визија ја имаме овде во Македонија? Визија за развој на криминал, корупција, киднапирање. Зборувавте развој на неразвиени подрачја. Како? Кога скоро сите помалку развиени подрачја се расселени, како? Кога цела држава е неразвиена и на крајот морам да забележам, од скоро 10 минути говор кој го имавте, вие, замислете, се задржавте повеќе од 6 минути за фалење на владата, како добро работи владата, а многу помалку од 2 минути зборувавте за актуелниот кандидат. И сега, на толку многу фалење, значи и 3 дена да ја фалите, владата е недоволно и неуспешно ќе биде, бидејќи имам едно прашање. Колкава и каква е куповната моќ на граѓаните? Ние можеме овде 3 дена за бројки да зборуваме, но на крајот на денот, секој еден граѓанин знае кога ќе влези во продавница, дали тој со 1000 денари може да ги купи истите производи што лани можел да си ги купи. Ние, тоест вие, можете да се вадите на секакви можни кризи, но неспособноста не можете да ја сокриете, заради тоа што куповната моќ на граѓаните е многу помала од она што лани било, а да не изборуваме годините претходно. И јас ќе завршам како вие што завршивте. Вие повикавте на обединување и јас ќе ве повикам на обединување. Но, дајде да се обединиме, наместо да бираме еден министер, да одбереме цела влада, која ќе биде многу поспособна од оваа сега што ја имаме на располагање. Бидејќи, знаете како, во моменталнава власт и влада која ја имаме во Македонија, покрај тоа што е коруптивна, покрај тоа што е дезорганизирана, морам да признам, има едно нешто што е многу организирано во власта која ја поддржувате, а тоа е криминалот, за жал. Контрареплика Фаница Николовска, повелете.